сме во тензија и ако треба тогаш да биде оно што треба тука. А вие, професорка, не ми дофрлувајте секој ден и секој секунда од место. Вие не ми дофрлувајте вие од место, а не ти што ако мислиш. Сакате да продолжите и да смирите работи или... Продолжи со говорот. Премиере, треба да сте доблесе, не да бегате, треба да седите тука и да не слушате што имаме да зборуваме и што имаме да ви кажеме, кога вие ќе се дрзните да навредувате пратенички. Не треба да бегате, треба тука да седите и да слушате. Јас ви кажав дека секоја година имате избор на нова влада и секоја година ги слушаме истите ветувања, а ова ви е 6-та година, а немате ништо направено. Јас не знам како не ви е срам нон-стоп истото да го повторувате. Мислите ли дека некој ви верува? Никој не ви верува во ветувањата за подобар живот. Затоа што граѓаните секој дневно се борат со сиромаштијата, се борат со инфлацијата од 20%, премиере. Инфлацијата им ги изеде парите, со истите пари што лани, минатата година ги купуваа производите, оваа година половина купуваат од истите производи. Минималната потрошувачка кошничка оваа година е 51.700 денари. Минатата година беше 35.800 денари. Значи за една година минималната потрошувачка кошничка порасна за 15.900 денари. Тоа е скоро една минимална плата. Она минимална што толку се фалевте, ете толку инфлацијата изеде само за една година. Ова е вашата успешност. Народот гладува, а вие вртите милионски бизниси. Затоа и ова нова влада, односно ова нова епизода од криминалната серија наречена влада, во неколку епизоди нема да донесе ништо поразлично од она што го правеа до сега. Ќе си продолжат да си крадат исто како до сега. Впрочем, како што е и мотото на оваа влада, ќе продолжиме да крадиме исто како до сега. Колегите од СДСМ од оваа говорница рекоа од каде сме знаеле дека овие нови министри нема да се подобри од претходните. Па, почитувани колеги од власта, рибата смрди од главата. Затоа сме сигурни дека додека не се промени главата на оваа влада, од опашката не може да очекуваме дека ќе промени нешто на подобро во државава. Ова ви е исто како да имате една чаша со контаминирана вода и во неј за да ставите 3 чисти капки. Дали ќе се промеша таа вода и ќе се избистри? Нема да се промеша и да се избистри, само ќе продолжи и тие 3 капки да се контаминираат. Ништо друго нема да се случи. Тоа ќе се случи и со овие министри. Ако влегувањето на Алијанса во ова контаминирана и криминално друштво ќе покаже и докаже дека нивната цел никогаш не била борба со криминалот и корупцијата, туку била само како да се докопаат до власт и да ги уживаат удобствата на власта. А борбата со корупцијата нека почека, почитувани колеги од Алијанса. Граѓаните нека почекаат подобри денови, затоа што вие забрзо ќе се вклопите во оваа шема што е сплетена од СДСМ и ДУИ. Само овие 3 министерства се зацртани за трампање од СДСМ и ДУИ. Ако се сеќавате од 2017 година, овие 3 министерства се трампаат. Еднаш на Алијанса, еднаш на Алтернатива, па повторно на Алијанса, затоа што другите министерства
не им се за трампање. Ви ги даваат само министерствата што се на опашката на оваа власт. Затоа и оваа реконструкција е реконструкција само на опашката од оваа власт. Од европска агенда на оваа коалиција е куќата само на лидерот на Алијанса на улица Бриселска. Само тоа е од европската агенда на оваа коалиција. Ништо друго европско нема во оваа коалиција и видовме само дека таму ќе му се придружи и новиот министер за здравство со новата куќа што планира да ја изгради. Ви благодарам.